Добре дојдовте на новите видеа од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Убрзано снимаме нови видеа со вежби за ниво B1, односно објавуваме ново видео на секој трет ден. Во денешното видео ќе вежбаме за модал вербен imperfect или модални глаголи во минато говорно време. За модалните глаголи во презенс или во сегашно време веќе знаете како се формираат реченици. Сега ќе одиме малку подетално за минато време. Ова видео со вежби е поврзано од истоименото предавање од видеата со предавањата. Можеме да започнеме. Модалните глаголи во перфект веќе знаете дека се делат, односно модалните глаголи прво ги делиме во презенс, претеритум, перфект и плусквамперфект. Значи во сегашно, минато пишано, минато говорно време и предминато време. Денес, како што кажавме пред малку, ќе вежбаме за минато говорно време. Модалните глаголи во перфект ги имаме како два типови и тоа перфект модал ZC, оне фолверб и перфект модал ZC мид фолверб. Ќе започнеме со првиот дел за перфект модални реченици без главен глагол. Овој тип на модални реченици полесно се формира граматички. Да видиме некои примери. Wir haben schon immer gedurft, was uns gefiel. Ние секогаш смеевме тоа што го сакавме. Втор пример, Sie haben alleine gemusst, da niemand sonst verfügbar war. Тие мора сами бидејќи инаку никој не беше достапен. Ihr habt endlich ins Kino gewollt, aber es hat nicht geklappt. Вие конечно сакавте во кино, но не беше успешно. Како помошен глагол, забележувате ли дека глаголот haben го користиме, тоа е бидејќи во перфект сите модални глаголи не покажуваат движење. Поради тоа секогаш одиме со haben. Ich habe das nicht gesollt, obwohl ich es für richtig hielt. Јас не требаше, иако го сметав тоа за правилно. Одиме со нови примери. Hat allein gekonnt, obwohl es schwierig war. Тој можеше самиот, иако тоа беше тешко. Wir haben an diesem Event gedurft, weil wir eingeladen wurden. Ние смеевме на овој настан, бидејќи бевме поканети. Одиме понатаму. Трет пример, ihr habt lange draußen gedurft, weil das Wetter schon war. Вие имавте долго надвор смеено, или вие смеевте надвор долго, бидејќи времето беше убаво. Следни примери, wir haben mehr Budget gewollt, aber es wurde abgelehnt. Ние имавме сакано повеќе буџет, но тоа беше одбиено. Ich habe früher nach Hause gemusst, aber ich hatte noch Arbeit zu erledigen. Јас морав порано кон дома, но имав уште работа да завршам. Ihr habt ins Ausland gedurft, weil ihr die richtigen Dokumente hatten. Вие смеевте во странство, бидејќи имавте соодветни документи. Или правилни документи, во буквален превод. Одиме со други примери. Patrick hat wegen Windpocken zum Kinderarzt gemusst. Патрик мораше да оди на педијатар поради сипаници. Das junges Mädchen hat die Sonne nicht gemocht. Младото девојче го имаше обожавано сонцето. Или го немаше обожавано сонцето во оваа реченица. Karl hat auch am Sonntag in der Schule gemusst.
Карл мораше исто така во недела на училиште. И уште една реченица, wir haben dringend Tee gewollt. Ние имавме веднаш сакано чај. Wir haben früh ins Bett gesollt. Ние требаше рано да одиме во кревет. Ich habe am Wochenende nach Italien gemusst. Јас морав кон Италија за време на викендот. Emilia kommt nicht. Sie hat an einem Seminar gemusst. Емилија не доаѓа, таа мораше да оди на семинар. Ако сте нови на каналот, ќе ве замолиме да кликнете subscribe на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Сега продолжуваме со уште неколку реченици. Ich habe sofort nach Hause gesollt. Јас веднаш требав да си одам дома. Hat vorgestern Abend nicht ins Training gewollt. Тој не сакаше на тренинг завчера вечерта. И уште една реченица, малку подолга. Ich habe den Fehler nicht gedurft, aber ich habe ihn trotzdem gesehen. Јас грешката не смеев, но сепак ја видов. Во оваа реченица со лилава боја требаше да биде обележано gedurft, погрешка сме го обележале глаголот sehen во партицип 2 формата. Вториот дел од овие видеа, од денешното видео се перфект модал се mit vollverb. Перфект модални реченици без главен глагол. Овие реченици се со главен глагол. Mit vollverb. Ich habe das Auto nicht reparieren können. Јас не умеев автомобилот да го поправам. Значи во овие реченици имаме мала разлика во тоа што имаме двоен инфинитив. Значи најчесто глаголот кој е модален ни е исто во инфинитив и другиот глагол ни е во инфинитив. Не користиме партицип 2 форма. Hat die Präsentation nicht halten dürfen. Тој не смееше да ја одржи презентацијата. Wir haben das Spiel nicht gewinnen müssen. Ние не моравме да го освоиме надпреварот. Sie haben die Prüfung bestehen sollen. Вие требавте да го положите испитот. Ihr habt die Hausaufgaben nicht machen wollen. Ние немавме сакано да ја обработиме домашната задача или да ја направиме. Du hast die Wahrheit nicht sagen können. Ти не можеше вистината да ја кажеш. Одиме со нови примери. Hat das Projekt alleine abschließen können, obwohl es schwierig war. Тој можеше сам да го заврши проектот, иако беше тежок. Во оваа реченица со лилава боја го имаме глаголот abschließen. Тој е главен глагол во оваа реченица. Ich habe den Fehler nicht sehen sollen, aber ich habe ihn trotzdem gesehen. Јас не требаше да ја видам грешката, но сепак ја имав видено. Ihr habt länger bleiben dürfen, weil die Party so gut war. Вие смеевте подолго да останете затоа што забавата беше толку добра. И уште една реченица, подолга. Ihr habt länger arbeiten dürfen, das Projekt rechtzeitig abzuschließen. Вие смеевте подолго да работите за проектот да го завршите на време.
Уште неколку примери. Ihr habt endlich ins Kino gehen wollen, aber es hat nicht geklappt. Вие имавте конечно сакано да одите во кино, но тоа не успеа. Ich habe mich schnell entscheiden müssen, ohne alle Informationen zu haben. Јас морав да се одлучам брзо, без сите информации да ги имам. Ihr habt lange draußen spielen dürfen, weil das Wetter schön war. Вие имавте долго смеено надвор да играте, бидејќи времето беше убаво. Hat die Aufgabe nicht erledigen sollen. Тој не требаше да ја заврши задачата. Sie hat heute zu Hause bleiben müssen, da sie krank war. Таа мораше денес дома да остане бидејќи беше болна. Ich habe das nicht wissen sollen, obwohl ich es für richtig hielt. Јас не требаше да го знаам тоа, иако го сметав за правилно. Ich habe das Meeting absagen sollen, aber ich habe es vergessen. Јас требаше да ја откажам средбата, но имав заборавено. Wir haben die Reise nicht antreten dürfen. Ние не смеевме да одиме на патувањето. Втор пример. Hat den Bericht nicht schreiben müssen. Тој не мораше да го напише извештајот. И уште една реченица. Sie haben den Vertrag nicht unterschreiben wollen. Вие не сакавте да го потпишете договорот. Тоа е тоа и за овој тип на перфект модални реченици. Сега за крај ќе направиме вежба со двата типови кои ги вежбавме до пред кратко. Првата вежба ни е за модал перфект, оне full verb. Имаме реченица која ви е дадена од нас во модално сегашно време. Wir beide müssen draußen. Ние двајцата мораме надвор. Потребно е да ја претворите оваа реченица во модален перфект без главен глагол. Или во превод ние двајцата моравме надвор. Со наша помош оваа реченица би требала да биде вака. Wir beide haben draußen gemusst. Значи имаме помошен глагол haben и модален глагол во партицип 2. Уште една вежба ќе направиме. Имаме реченица со модален презенс, модално сегашно време. Wir müssen das Problem besprechen. Ние мораме за проблемот да разговараме. Оваа реченица ќе треба да ја претворите во модален перфект со главен глагол. Или во превод, ние моравме да разговараме за проблемот. Да не сгрешите, овде користиме двоен инфинитив. Wir haben das Problem besprechen müssen. Или ние моравме за проблемот да разговараме. Тоа беше се за денес. Се надеваме дека ви се допадна оваа видео. Ако е така, кликнете лайк и кликнете subscribe ако не сте кликнале до сега. Следното видео со вежби ќе биде за модални реченици во pluscuamperfect. Се гледаме во следното видео.